Почитувани граѓани, почитувани новинари. За жал, претениците на ВМРО ДПМН не се откажуваат од блокада на законот со кој државата треба да добие нов, модерен клинички центар по цели 80 години. Наместо да застане зад граѓаните, зад јавното здравство, ВМРО ДПМН предводена од Мицковски, продолжената рака на Никола Груевски, со лаги, конструкции и преку парцијални документи го саботира овој закон и создава конфузија во јавноста. Сето тоа се разбирана штета на граѓаните и здравствениот систем. Со предлог законот се предвидува изградба на нов, современ и функционален универзитетски клинички центар во Скопје, кој ќе гарантира квалитетни здравствени услуги на населението од целата држава во следните неколку децении, а ќе се изгради на површина од 110.000 метри квадратни. Наспроти овој проект, ВМРО ДПМН заглавен во минатото и обременет со долгови кон своите спонзори, предлага изградба на само една зграда, на површина која е на само 1/10 од планираната површина за новиот клинички центар. На чиј плац ВМРО ДПМН сака да биде изградена зградата која според нив треба да биде нов клинички центар? Дали можеби тоа е на плацот кој е во собственост на Самсоненко, бизнес партнерот на нивниот спонзор Орце Камчев, или пак на уште помалиот плац кој е делумно државно, а делумно приватно земјиште и кој се користи како хелиодром. И конечно, ние нудиме изградба на нов клинички центар на површина од 110.000 метри квадратни, осмислен со брзи и ефикасни сообраќајни решенија, модерни болнички услови кои ги задоволуваат современите стандарди во медицината и потребите на граѓаните. А ВМРО ДПМН тие зборуваат за реновирање на веќе постоечки простор кој одамна е претесен за потребите на нашиот здравствен систем. Сите ние, претениците во собранието, имаме одговорност пред граѓаните. Особено во еден чувствителен период, во време на пандемија, имаме обврска да бараме решенија во интерес на граѓаните и унапредување на здравствениот систем. Но наместо да се водат од одговорноста пред граѓаните, моите колеги пратеници од ВМРО ДПМН се заглавени во минатото и под притисок на остатоците од режимот, олицетворен во Мицковски, без нималку совест го кочат овој важен проект, иако имаат понуда токму тие да го водат целиот процес. Очигледно, за колегите од ВМРО ДПМН личните интереси на Мицковски и нивниот спонзор им се поважни од здравјето на граѓаните и здравствениот систем. Кога веќе не се откажуваат од блокадите, чесно е пратениците од ВМРО ДПМН да ги искористат најавените средби со граѓаните и да им се извинат на граѓаните затоа што го кочат овој закон, но и други 26 закони кои се во интерес и на граѓаните и на државата. На јавноста и е јасно дека ВМРО ДПМН се противи на се што е добро и за граѓаните и за државата. Колеги од ВМРО ДПМН, покажете дека работите за граѓаните, а не за нови плацеви на водно. Покажете дека вистински се грижите за здравјето на граѓаните, а не за мермерот и стиропорот. И покажете дека сакате диалог. И конечно, излезете од сенката на минатото. Благодарам.